Работи? Работи. Поздрав на си. Дали се слушаме? Дали се слушаме? Се надам дека работи. Поздрав сите, јас сум Антонио. Оти слушалки ти носам во секое видео. Ќе ги тргнам. Поздрав сите, јас сум Антонио и денеска, како што гледате, прво видео кое сум станат и разговарам пред камера, сум станат вака, мислам влогањето не го знам за смисол на тоа станат и снимање туку вака со статичен, добро ќе прекинам, нема врска. Како што видов на претходното 5 факти за мене видео дека стварно ви се допаѓа тоа видео и одлучив да направам уште едно. Уште едно вако видео кој ќе бидат уште 5 факти за мене. Прв факт кој сакам да знаете за мене е тоа дека имам очи кои сменуваат боја за разлика од времето или светлината. Најчесто ми се сино-зелени, а може да ми бидат само сини, може да ми бидат само зелени. Тоа ми е стварно нешто интересно кое јас си го обожавам за мене. Втор факт кој стварно сакам одамна да го знаете, а повеќето од вас можеби не го знаат ова, се прв пат ќе го слушнете и сакам да го кажам одамна, тоа е дека не сум од Битола, мислам, не сум стрикно од Битола. Сум настрана од Битола, од битолско село кое се вика Ношпал. Барем 80% од тие што гледате не го знаете кај е тоа, па така да еве ви мапа, еве ви од Битола, еве ви од Ношпал, еве ви колку е далеку, мислам дека околу 30 километри беше така нешто. Тоа сакам да го знаете, затоа што многу души мислат дека сум од Битола и ме прашаат оти направам почесто видео со IB, а всушност со него не се гледаме толку често, и заради школото и други причини. Затоа што не сум од Битола. Трет факт за мене е дека многу сум заљубен во косата. Искрено, само да ви кажам дека на косата во животот само 2 пати имам ставено гел или лак. Мислам, или гел или лак, 2 пати се не знам која беше, дали може 2 пати едното сум го ставил, не знам, може 3-4 пати, ама во цел живот. Тоа кога става беше во прво одделение, кога требаше на свадба да одам и сестра ми сакаше вака како со боцки да ми направи фризурата. Ставаше премногу лак за да ми стои така косата. Мене ми е природно косата тврда и затоа вака ми стои фризурата и затоа неќам ништо да користам на незе. Само со вода ми работи. Пример да ставам лак или гел, ќе падни косата, мислам, не да падни косата, да станам келав. Како пример се ќе кренам со лак и по некој време ќе пајде. Значи, не знам оти таква ми е косата, ама си обожавам косата, ваква дека ми е природна. Четврт факт за мене е дека имам помали раце, имам во споредба со повеќе, ќе речам, луѓе слеш деца на моја возраст, имам мали раце спрема моите години. Барем така мислам, пошто доста што имам видено повеќе души имат многу поголеми раце од мене. Да, во споредба со главата може изгледа дека ми се големи, а всушност не ми се. Знаете дека многу ми се мали. Мислам дека джипи му се помали. Джипи. Петти факт е дека не можам да направам еден нормален муабет. И да е сериозен разговорот, ќе направам нешто во разговорот и ќе кажам некоја што не требаше таму да биде во тој разговор. Тоа сум јас. Да, сакам да се зезам многу во разговор. Не знам зашто. Значи имам таков тип на разговор каде што кај си брат, кај си, и ќе го мавнам. Не, ве лажам, не мавам. Само ќе кажам нешто сосем трето што не е поврзано со тоа. И тоа е поврзано со мимс за секогаш во нашите срца, во вечни векови, во нашите мозоци и во годишни години и во да, тој ќе биде тоа до видео, се надам дека живовте, ако сакате уште вакви ставете лайк. Само да ви кажам дека премногу се измачив да успеам вака да сум станат и да снимам. Многу тешко ми беше, немате појма овде како ми е наместено, значи тешко е и ако сакате уште вакви видеа ставете лайк и ако сте нови стиснете subscribe, пак направи вака и subscribe реков. Добро, ајде, стиснете subscribe, барем така јас велам. Ако сакате, кликнете го тоа звончето за ако сакате бидете први на моето видео, пошто некогаш сакам да давам поздрави на тие што се први во видеата. Еве, поздрав до тој
дека беше прв на претходното видео, нема секој да ме поздрави, затоа ако сте први вака со нотификации, може да хаштаг notification squad да ве видам на следни видеа, ако има такви, може да добија некој поздрав во следно видео. И да, ако сакате уште вакви, ставете лайк и subscribe и коментирајте и се гледаме во наредно видео кое ќе биде за една година.